Почитувани гледачи, ова емисијата Визави на програмата на Канал Виз директно од општина Босилово, од кабинетот на градоначалникот Зоран Зимбаков, со кого ќе разговараме во наредниве 40 минути за и околу она што е актуелно во оваа локална самоуправа. А овие денови има многу што да се каже од страна на општина Босилово, односно од првиот човек на оваа локална самоуправа Зоран Зимбаков. Зимбаков, јас ви благодарам на времето кое што го издвоивте за разговор и да ги презентираме сите оние актуелности кои што ги има кај вас. Започнуваме со она што е во моментов најактуелно, претпоставно како прв човек вемачи активистите против изградба на рудници денеска, односно денове блокираат патиштата кон коповите кај што треба да бидат, односно ги спречи археолозите да вршат истражувања на концесискиот простор. Кој е ставот на Зоран Зимбаков, иако сме го слушале неколку пати, но што впрочем се случува таму, ако не се лажам, утрово бевте на оваа локација да ги посетите активистите? Добар ден и поздрав до вашата телевизија. Сега пред 15 минути, значи, доаѓаме од таму. Таму беше ситуацијата доста алармантна и тензична, бидејќи имаше две групи на граѓани, едните беа за, другите беа против. Ние таму бевме со градоначалникот на општина Ново село, бидејќи 40% од територијата која што е под концесиско подрачје паѓа на нивната територија, така да ги сослушавме двете страни. Во контакт сме со централната власт и мислам дека многу скоро ќе се донесе конечна одлука што понатаму со овој рудник. Во моментот таму беа и представниците на музејот од Националната установа во Струмица, кои што вршеа истраги, археолошки истраги, дали на ова концесиско подрачје има археолошки наоѓалишта. Меѓутоа, кај луѓето постои еден вид на психоза и се договоривме, значи, тие да се повлечат од местото, за да не дојде до некои немили настани во моментот, бидејќи на крајот, нели, се е џабе ако некој настрада. Во врска со ова прашање, значи, рудникот, околу рудникот, мојот став е јасен од порано. Значи, јас лично сум против изградба на рудници во Струмичкиот микрорегион. Голем дел од гласовите на предизборната кампања ги добив токму на оваа тема. Се надевам дека, значи, во иднина владата на Република Македонија ќе пресече и ќе одлучи по оваа прашање, бидејќи во моментот има доста тензии баш од тоа молчење или неодлучност. Исто така сакам да кажам дека иако овој рудник се наоѓа на територијата на општина Босилово и Ново село, сепак не е наша надлежност. Според категоризацијата на градба, ова е градба од прва категорија, каде што сите согласности и дозволи ги дава централната власт, односно владата на Република Македонија. Меѓутоа, ние како градоначалници не можеме да стоиме на страна и да бидеме слепи посматрачи. И како што спомнав, се надевам дека до крајот на месецот ќе има некое решение од централната власт. И сакам да кажам, иако имаше референдум по ова прашање, кој што не беше успешен, односно немаше доволна излезеност, сепак Уставниот суд на Република Македонија се произнесе дека локалната самоуправа, односно општините, немаат право да распишуваат референдум по оваа прашање за градби од прва категорија. Префрлуваме сега на други теми. Ако не се лажам, овие денови градоначалник вршивте, односно општина Босилово вршеше крпење на ударните дупки по населените места. Каде се работеше, ако можам да прашам, и во наредниот период каде се треба да се работи? Значи, бидејќи оваа година започнавме малку порано со крпење или санирање на ударните дупки, се со цел да можеме порано овие ударни дупки да бидат санирани, бидејќи дел од нашите патишта, како што знаеме и гледате на лице место, се доста амортизирани и им треба брза санација, бидејќи возачите се под, значи, големо искушение, односно имаше дури случаи каде што им се сечуваа гумите и беа на некој начин загрозени безбедноста на возачите, стоен и животите. Од тие причини, пред да ја донесеме програмата за патишта, која што сега е денесе на совет, јас после овој разговор ќе одам таму, значи донесовме јавна набавка
каде што обезведивме некаде 100 тони асфалт. Компанијата која што се јави како неповолен изведувач е компанијата Изолација од Скопје и во моментот работи во населеното место Сарај. Пред тоа работеше во населеното место Робово, го санираше дел од овој локален пат кој порано беше регионален, Р608, меѓутоа Робово Банско со изградбата на патот Куклиш Старо Конјарево, овој пат го изгуби карактерот на регионален и стара на локален. Нашата делница е до спојот со патот што доаѓа од село Сачево. Можем да кажем дека ниедно населено место нема да остане неопфатено. Сите критични места ќе бидат санирани со претходно засечување со специјална машина, потоа издувување со компресор од прашина, премачкување со специјална емулзија за залепување и асфалтирање и валирање. Мислам дека работата компанијата ја работи професионално и дека граѓаните ќе бидат задоволни од крајниот продукт кој што ќе биде на лице место видлив. Она кој што како локална самоуправа или најмногу ги интересира граѓаните комунална, односно патната инфраструктура. Што вели во годишната програма, ако не се лажам денеска на Совет ќе расправате за неа, каде се како патишта, улици ќе се работи оваа година, како од ваши средства, така и од средства на национални фондови? Значи, кои се населени места ќе добијат улици? Да. Значи, мое лично мислење е дека најголемо влијание кај населението е баш инвестирањето во улици и патишта, бидејќи никој не сака да оди по кал. Баш од тие причини, јас во мојата развојна програма фокусот го дадов на изградба на улици и патишта. Слободно можам да кажам, преко домакинско штедење и работа, заштедивме доста пари во буџетот, значи од сопствени извори. Предвидовме реализација кои што се внесени веќе во буџетот, реализација на улици во повеќе населени места од сопствени извори, ќе ви ги спомнам после кој. Потоа, тука е Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој и оваа програма која што ќе донесеме денеска, тука се парите од јавното претпријатие за државни патишта. Мислам дека буквално во секое населено место ќе има направено по некоја улица и на крајот сите да бидат задоволни. Од сопствениот буџет, значи од средствата на општина Босилово ќе бидат асфалтирани, значи улиците во населените места Робово, тоа е улица која што оди од чешмата према Грубиштата, бидејќи тука ја користат значи сите граѓани на ова населено место, во должина од 209 метра, потоа во населеното место Моноспитово во должина од 326 метра, Сарај, тоа е еден потек помеѓу Домот на културата и школото, Радово, тоа е потек, значи патот што оди према депонијата десно, кај еден објект кој што има значи крст поставено таму, во должина од 235 метра, населеното место Дрвош. Од сопствени извори, значи од програмата која што е од платежната агенција или од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој, кој што овие денови треба да потпишеме договор, а се одобрени, тука ќе бидат асфалтирани улици во населените места Босилово, тоа е потегот од магистралниот пат А4, покрај старата полиција, Гробиштата, спој со општината Крак и до спој со патот што оди према Берово. Потоа населеното место Моноспитово во должина од 267 метра, тоа е потек помеѓу црквата Адвентистичко-методистичка и Чифлик Маало, 267 метра, потоа следната улица е во населеното место Едно Куќево, тоа е на потегот од улицата што доаѓа од Бориево, према центарот на населеното место. Тука е предвидено ископ на канали и плочести пропусти за влезови до куќите, околу 280 метри тоа е, и во Босилово према објектот што беше едно време, значи кафе бар Амазон,
во должина од 230 метра. Исто така, овие се по мерки 321, 322 и 323, а по мерката 141 тука е тампонирање на улици до пристап до земјоделско земјиште во 1 километар. Тоа ќе се направи во Босилово, тоа е на местноста викана Купчелиски пат во должина од 1 километар, така да се надевам дека сите граѓани ќе бидат на крајот задоволни. Покрај тоа, значи, денеска, како што ви кажав, на Советот треба да ја поминеме програмата за улици и патишта. Тука предвидовме изградба во населени места кај што немаме влезено во овие останати програми. Тука е 2 крака во населеното место Босилово. Едниот крак е према една стамбена зграда малку постара во должина од 105 метра, другиот крак е према до последната куќа, према нивите, или како да кажеме, до последната куќа, према Тенки пат се вика, тоа е една местност, вкупна должина 265 метра, потоа во населеното место Турново, тука исто така немаме влезено со асфалтирање, тоа е кај, да кажеме, кога одиш према Секерник од левата страна во должина од 200 метра, потоа Петралинци во должина од 265 метра и Штука, тоа е потегот према селските гробишта, бидејќи сите граѓани го користат, меѓутоа во Штука до сега немаме инвестирано во асфалтирање, и во населеното место Бориево 377 метра и Гечерлија према игралиштето 260 метра. Значи, со реализацијата на овие проекти кои што ги спомна во асфалтирање, буквално можем да кажем дека општина Босилово ќе биде една градежна офанзива, договорите се веќе подпишани со компанијата и се надевам дека за една 10 дена ќе почнеме и со реализација. Компанијата, нели, не е тајна, тоа е јавен податок, е Бони Интерградба, која што, нели, во моментот е зафатена, меѓутоа ни обеќа дека за 10 дена ќе дојдат да можеме да почнеме со реализација. Покрај другото, преку Министерството за земјоделие добивме, значи, средства за изградба на полски патишта, односно пристап до земјоделското земјиште. Тука во вредност од вкупна 1.560.000 денари, тука се населените места Бориево во должина од 465 метра, потоа Моноспитово 250 метра, Босилово 320 метра и Гечерлија 360 метра. Значи, тие се отприлика најкритичните места кои што залежуваше вода и луѓето на некој начин ќе можат своите земјоделски производи полесно да ги пренесат до пазарите на некој начин. Градоначалник, што планира програмата за водовод и канализација? Како стои општина Босилово на ова поле? Дали сите населени места имаат здрава и квалитетна вода за пиење? Да, значи, во современиот свет или во Запад водата се сматра за храна на некој начин, како што викат англичани, water is life, водата е живот. Така да можем да кажем дека на ова поле сме доста добри. Водовод. Преку хидросистемот и Иловица згрижуваме, значи, 7 населени места и плюс 2 кои што привремено ги уклучуваме, тоа се Иловица и Штука на хидросистемот, бидејќи тие имаат собствен водовод. Тука се апликанти на овој, да кажеме, хидросистем се населените места Турново, Бориево, Босилово, Радово, Робово и Еднокуќево. Додека останатите населени места, како што е Моноспитово, користи вода од планината Беласица, кој што е, можем да кажем, најквалитетна вода во нашата општина која што ја зема, и таму водата се третира само со обично хлорирање и со задоволителен квалитет. Додека од хидросистемот Иловица можем да кажем дека влезниот параметар или квалитет на водата не е баш задоволителен, меѓутоа тоа е надлежност на управата за водостопанство, бидејќи тие на нас не ја продаваат водата на некој начин од браната и ние
преку нашата филтер станица употребуваме значи современа технологија за да можеме на крајта од таа вода која е во браната да добиеме чиста и здрава вода за пиење која што одговара на сите стандарди законски во Република Македонија, како хемиски, така и бактериолошки, и слободно можем да кажем дека луѓето да не се плашат да ја пијат, бидејќи имаше некои такови моабети меѓу народот, бидејќи секој месец ја вршат контрола на квалитетот. Еве, минатата година покрај песочните филтри кои што се инсталирани од порано и антрацитот, вградивме и активен јагленин карбон и можем да кажем дека излезната вода која што излегува од хидросистемот Иловица е со многу висок квалитет, што може да се покаже и да се види од последните анализи. Во останатите населени места, како што се Петралинци, Гечерлија, Сарај и Дрвош, тука, да кажеме, имаме проекти, изработени технички документации, аплицирани се до Министерството за транспорт и врски, каде што имаме и обезбедено пари, слободно можем да кажем околу 550.000 евра, само чекаме повик за да можат да бидат на некој начин одобрени, бидејќи посебно недостатокот на вода изразен во населеното место Гечерлија, бидејќи јас бев личен сведок, одев таму прават како прво бунари, копат негде 15-20 метра, па внатре бушат цевки, односно внатре ги ставаат хидрофорите, бидејќи не можат толку високо да помпат. Додека во останатите населени места, како што е Петралинци, водата, мислам дека е задоволителен квалитет, меѓутоа граѓаните сепак бараат и таму да има водовод, така да ние не сме пасивни, бараме некои начини на финансирање, дали од централна власт, дали од европски фондови. Мислам дека, ето, слободно можем да кажем дека руралните општини се буквално трагачи по инвестиции или финансии, бидејќи ако ние се потпреме само на нашиот собствен буџет, тогаш нема да бидеме интересни и не можеме да реализираме ништо, бидејќи нашиот буџет претежно се базира, односно се финансираме со поврат од ДДВ, кој што во моментот е 4,5% и на месечно ниво тоа е негде околу 1.500.000 денари, од кои што милиони и нешто се трошат само за плати и придонеси. Градоначалник, ако не се лажам, оваа година дадовте акцент на отстранување на дивите депонии, односно заштитата на животната средина. Паралелно обезбедивте, ако не се лажам, средства и за набавка на контейнери, односно корпи за отпадоци. Значи, тука, пред да ви одговорам на ова прашање, не го спомнав, значи, проблемот со непостојање на канализациони системи. Во општина Босилово, значи, буквално нема 1 метар канализационен систем, без разлика дали е со прочистителна станица или без. Тука работиме на тоа поле, значи, правиме проекти за издржани проекти пред се, за повеќе населени места, меѓутоа, знаете, овие проекти се малку поскапи, се над 1.000.000 евра скоро сите. Во Босилово имаме изработено Секирник, Турново, Робово, Старо Бодовци и Дрвош. Меѓутоа, нашите законски регулативи за проектирање се менуваат доста често и слободно можем да кажем дека при еден повик кој што беше, сега да не го спомнувам кој, условот беше проектот да не биде постар од 3 март 2016 година. Значи, ако планираш да инвестираш во проектирање, треба да имаш замислено кога ќе ги реализираш, бидејќи со текот на времето овие проекти може да ти застарат и да не можеш да ги реализираш, а подоцна и да ти пропаднат, бидејќи нема да одговараат според стандардите кои што се во моментот законски. Исто така сакам да кажам дека делимично проектите кои што јас ги наследив, јас сега имам порачено за населените места Моноспитово, Еднокуќево и Бориево, бидејќи тие гравитираат заеднички во една прочистителна станица. Во проектната задача или проектната програма ќе напишеме дека паралелно покрај одведувањето од
домовите, на фекалните води, ќе наложам на проектантот да предвиди и уште една цевка, тоа е за собирање на дождовната вода или атмосферската вода, бидејќи кога при изведбата, кога копа багерот или машината, во истиот ров се полагаат две цевки. Едната оди за фекална вода, другата оди за атмосферска. Кога одат во реципиентот, ова што е од атмосферската вода оди директно во реката, а ова што е од фекалиите оди во прочистителната станица. А зошто го зборам тоа? Доколку тоа така не го проектираме, што може да се случи? При поройни дождови ќе се јавуваат повторно поплави, граѓаните приморани ќе ги отвараат капаците на фекалната канализација, фекалните цевки и со пумпи или мотори ќе ги стават цревата во шахтите и прочистителната станица ќе работи со големи трошоци за електрична енергија, ќе има, односно ќе прочистува доста чиста вода, а ќе троши енергија. Од тие причини во мојата програма проекти што сега ќе ги порачувам ќе бидат баш со овој тип на проектирање. Се надевам дека и тука за време на мојот мандат ќе добијам некои средства за да реализирам барем во едно населено место, бидејќи луѓето се уште користат септички јами, што не е баш добро, посебно во општинскиот центар, и на тој начин да се приближно да се намали оваа разлика село-град, бидејќи луѓето користат примитивни септички јами кои што изискват доста трошоци, плаќаат цистерни да им ги чистаат и трошат можеби по 3000 денари на месец само за чистење. Исто така горлив проблем, како што спомнав сега да се навратам на вашето прашање, тоа е цврстиот отпад. Цврстиот отпад е, да кажеме, проблем од причини што се уште немаме изнајдено локација, односно не е проработена регионалната депонија, која што за нашиот регион, југоисточен плански регион, е предвидено да биде лоцирана во населеното место Добрашинци. Мислам дека дадовме поодамна, полномошно на Центарот на југоисточен плански регион да не застапува пред владата во изнаоѓање на соодветен инвеститор за оваа намена. Што се случува во моментот? Во моментот, нашата општина работи само со едно возило, камион, собира во 7 населени места само смет, кој што го ставаат во буриња, импровизираме и буквално немаме премногу капацитет да се прошируваме понатаму. Односно да ги уфатиме и останатите населени места. Сите привремени прифатилишта, овие нестандардни депонии, се доста, како да кажам, проблематични, бидејќи сметот таму се става, да кажеме, со повеќе време, а немаме начин како да ги одржуваме. Моја замисла е да се забрза тај процес, за да можеме да го сметот да го гледаме како енергија, не како ѓубре. Затоа преку UNDP нашата општина и други 30 општини на ниво на Република Македонија добивме грант од UNDP во висина од 26.000 евра и добивме контейнери во висина во бројка од 95 броја со капацитет од 1,1 метри кубни, што еден контейнер може да згрижува некаде околу 5 до 6 домаќинства и ќе има се уште не се распределени, од причина што со ова возило тешко да уфатиме уште едно населено место, а во останатите населени места ќе ги замениме бурињето со контейнери и многу побрзо ќе оде собирањето на овој смет. Направивме договор со општина Струмица, дел од нашиот смет да го носиме и во депонијата во Добрашинци, бидејќи во моментот на нашата територија, односно на територијата на општина Босилово, нема слободна парцела државна, каде што е слободна, односно каде што нема товар или концесија. А ова што е во моментот постоечката е доста заситена и нема можност повеќе да акумулира. Се надевам дека и со текот на времето ќе го решиме и овој проблем. Од тие причини, пред некој ден
аплициравме во Јапонската амбасада, имавме добар прием таму и значи апликацијата ни беше набавка на едно ново возило за собирање на смет со капацитет од 10 метри кубни. Се надевам дека во февруари ќе има коначен извештај за да можеме да видиме што понатаму. Доколку тоа не се случи, ќе бидеме приморани да бареме средства за купување на возила, можеби и половни камиони, бидејќи транспортот до одреденото прифатилиште со трактор не може да се врши, се губи многу време. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Виз-за-виз со градоначалникот Зоран Зимбаков директно од Босилово. Градоначалниче, ако не се лажам, беше најавено изградба на детска градинка во општинскиот центар Босилово, можеби потреба на младите брачни парови кои што имаат деца мора да ги носат во Струмица. Има една во Моноспитово, но кога ќе биде готов овој објект во Босилово, односно кога општина Босилово ќе добие собствена детска градинка? Да, значи општина Босилово заедно со уште две општини во Република Македонија беа меѓу првите добитници на средства од Министерството за труд и социјала за изградба на детска градинка во населеното место Босилово, на општинска детска градинка, заедно со општините Брвеница и Штип. Тоа е голем успех за мене. Вкупната вредност на проектот е околу 20 милиони денари. Значи, тендерот е веќе распишен од една сепоништи од труд и социјала и според укажувањата од Министерството, почетокот на градежните активности би се одвивал на почетокот на јули. Значи, локацијата е одредена, извадени се сите одобренија за градба, извадени се сите неопходни други документи од Институтот за земјотресно инженерство, ИЗИС, така да нема никакви пречки за да отпочнеме со работа, бидејќи буквално, иако и тука не сме имуни на иселувањето, доста голем број на брачни парови своите деца ги носат во градот, во Струмица, и наидуваат на проблеми, бидејќи таму нема капацитет да ги примаат. Тука имаме градинка клон на Василевската, меѓутоа е со многу мал капацитет. Меѓутоа со оваа градинка менаџира општина Василево, додека ние кога изградиме оваа градинка ќе има капацитет негде да акумулира околу 80 деца, така да младите брачни парови ќе можат слободно да се посветат на својата професија или работа, без при тоа да ги ангажираат бабите и дедовците, односно нивните мали деца да можат уште од мали нозе да се социализираат, и се надевам дека тоа ќе биде еден прекрасен објект кој што ќе представува вистински бенефит на нашата општина. Може ли до година да биде ставен во функција детската градинка, да биде завршена и ставена во функција? Да, сигурно ќе биде, бидејќи тука се работи фазно. Едната фаза е градежниот дел, кој што ви кажав дека веќе тендерот тече и ќе биде најбрзо изберен изведувач кој ќе ја врши оваа работа, а другата фаза е опрема. Значи овој проект е буквално како проект со клучна рака и значи без никаков трошок за општината. Наша обврска е само доколку до тогаш не направиме проект за канализација да обезбедиме септичка јама. Денове заврши проектот, односно алтернативен подобрување на условите за развој на алтернативниот туризам во Моноспитовското плато. Некаде околу 50.000 евра обезбедивте преку проектот за локална и регионална конкурентност. Може ли Моноспитовското плато да биде национално заштитно подрачје, со оглед дека сте рурална средина, односно рурална општина која што нема многу средства да инвестира во вакви проекти? Да, ние постојано апелираме, да не кажем се жалиме до централната власт, доколку може да се покачи повратокот на ДДВ, кој што е сега, кажем, 4,5%, да биде барем 6%, бидејќи според мои сознанија во европските држави средствата кои што се враќаат од централната власт на локалната се околу 30%. Затоа ние буквално сме оставени, да кажеме, сами да се снаоѓаме за изнаваѓање на некаков вид на проекти,
за да можеме да покажеме нешто пред луѓето. Не е суштината на градоначалникот да седи во канцеларија и да зема плата. Значи, мора да покаже високи менаџерски способности, односно да изнаоѓа начин како да реализира проекти кои што се важни за граѓаните. Еден таков проект, тоа е проектот Моноспитовско блато, кој што ви е доста познат. Овој проект е реализиран уште во 2007 година како проект преку ИПА, преку граничната соработка со Бугарија, преку оската развој на руралниот туризам, екорурален туризам. Меѓутоа, поради причините кои што ги спомнат пред малку, тоа е непостојање на финансиска самоодржливост, овој проект со текот на времето се доста амортизира, односно се распадна на некој начин, даските беа доста изгниени, бидејќи беа иако беа од костен, значи и беше ризично таму да се движиш. Таму има, значи, 1 километар патеки што се дрвени, 6 осматрачници, односно кукички за сулнување на луѓето и 2 осматрачници кои што се со висина од 6 метри, за да можат буквално да се посматра овој природен резерват, можам слободно да кажам, кој што е ретко за Македонија, мислам дека на друго место нема. И од биолошки гледан аспект има ретки видови на птици, на пајаци, на пеперуги, затоа апелирам, значи, уште еднаш, да можеме во иднина овој проект да го прогласиме за национално богатство или заштитно подрачје, кој што мислам дека оди преку животна средина, се уште, меѓутоа нема конечен резултат. И друга иницијатива е преку еколошкото друштво Планетум од Струмица, имаше некоја иницијатива Беласица да ја прогласат за национален парк, а тука е офатен дело кој што е на Моноспитовското блато. Оваа година, значи, ние реализиравме проектот подобрување на условите за алтернативен туризам, кој што се реализира преку проектната канцеларија за локална и регионална конкурентност, кој што пари се од Европската унија. Меѓутоа, целиот процес на менаџирање со проектот одеше преку правилата на Светска банка, а контролата ја вршеше директно, значи, канцеларијата на вице-премиерот на владата на Република Македонија. И тука ние, значи, добивме финансиски средства во висина од 4.059.000 денари, од кои што нашата општина учествуваше со контрибуција од 10%. Овој проект пред некој ден се финишираше, направивме, значи, финална презентација, се заменети доста оштетени делови и во моментот е безбедно, значи, да се посети таму. Направивме еден музеј, можем да кажем, за птици и за ретки видови на инсекти, кои што ќе бидат сместени во овој објект, кој што беше од порано направен, меѓутоа тоа е како опрема внатре, направени се информациони табли, направивме исто така и затоплување на пелети и еден паркинг, се во склоп на овој проект. Градоначалника, неколку пати го спомнавме тоа дека нема многу средства руралните општини. Работите ли на проекти за црпење на средства од прекогранични фондови, од европските фондови па оние национални? И впрочем, за кои се работи имате изработено технички документации, проекти кои што ќе бидат готови, ќе аплицирате за добивање средства? Значи ние не мируваме, слободно можем да кажем, како ви спомнав и прегеска. Јас како сега градоначалник во моментот, значи, инвестирам многу во изработка на техничка документација, дури и премногу. Значи, имам порачено во моментот уште, слободно можем да кажем, 30 проекти за улици. Овој повик кој што го очекуваме претежно од нашата влада, како што ви спомнав, во проектот Македонија без кал, ќе бидат таму аплицирани, доколку не може, мораме да бидеме трагачи по некои други фондови. Тука ни е повикот со Бугарија, кој што е веќе завршен. Тука аплициравме по
со два проекти во оската животна средина. Едниот проект беше заштита од поплави од природни непогоди, каде што беа предвидени изградба на бетонски канали во населените места Босилово 500 метра, Моноспитово 497 метра и Бориево 120 метра. И вториот проект беше заштита од загадување на заштитни паркови или како да кажеме зони. Тука ни е Моноспитовското блато, тука аплициравме со набавка на возило за собирање на смет и 100 контейнери. Едниот проект беше 174.000 евра, другиот беше 147.000 евра. Како што знаете од порано, партнер општина ни е општина Грмен, со која што реализиравме веќе од порано 4 проекти, меѓутоа сме на листата на чекање, значи ни сме одбиени, ни сме одобрени. Значи, доколку од овој фонд останат пари, ние сме втори на листа на чекање, се надевам дека и од таму ќе излезе нешто. Исто така работиме и на апликации преку некои амбасади, се надевам дека на крај таа луѓето ќе го препознаат, да кажеме, менаџерскиот дух на градоначалникот или на тимот кој што работи со него, се со цел подобрување на животот на граѓаните, бидејќи градоначалникот се памти по тоа што направил, а не по нешто што, ето да кажеме, казнил или разрушил. Издвојува ли општина Босилово средства за културата во ова локална самоуправа? Да, значи, исто тука на нашата територија има повеќе културно-уметнички друштва. Тоа се 3 културно-уметнички друштва: Кирил и Методија Иловица, Гоце Делчев Босилово и Кутро Сали од Секерник, кои што негуваат ора од егејскиот дел на Македонија. Сите овие 3 уметнички друштва годинашно поднесуваат годишни програми до кај нас. Ние ги поминуваме ни совет доколку се вред, викаме представници, односно председателите на овие културно-уметничките друштва, и во овие програми они имаат листа на проекти кои што планираат да ги реализираат за ова година, и потоа посебно барање поднесуваат за секој проект и ние им излеваме во сусрет сега за сега. И вредноста, значи, негде варира, зависи од година, негде од 300.000 денари по културно-уметничко друштво па до 150.000. Тука е негде просекот. Исто така сакам да кажам дека има и една школа за кавалџи, тоа е во населеното место Штука. Меѓутоа, иако јас инсистирав да дојдат на седница на совет да поднесат програма каде што можат да добијат некои финансиски средства, сепак тоа не се случи. Меѓутоа се надевам дека во иднина ќе го сторат тоа, за да можеме овие млади таленти кои што постојат таму да дојдат до некои финансии, да можат да се промовираат. Во врска со, кога го спомнав ова, можам да кажам дека оваа година за прв пат јас како градоначалник успеав да испратам една група на пензионери од општина Босилово, пред се во пензионерскиот клуб во Босилово, имаше и од населените места, од другите населени места, меѓутоа фокусот беше даден тука, бидејќи пред тоа пензионерите од збртимениот град Обзор, ние имаме збртимување со градот Обзор, кој што е под општина Несебар и кој што е туристичко место, беа тие кај нас, па сега направивме една возвратна посета. Значи, испративме 35 пензионери, без никаков трошок за нив. Значи, тоа е за прв пат пензионерите кои што никој пат дел од нив немаат видено нели море. Ги испративме на 4-дневно патување со сите покриени трошоци. Парите беа обезбедени од субсидија или грантови. Трошок за општина Босилово беше само превозот. И се надевам дека има фотографии од таму, на крајот кога се вратија, сите беа презадоволни, и се надевам дека така ќе продолжиме во иднина, бидејќи покрај другото мора да се грижиме и за нашите пензионери, да не бидат запоставени. Градоначалник, јас ви благодарам на ова интервју кој што го имавме во рамките на емисијата Визави на програмата на Канал Ди. Са вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе неколку минути. Разговаравме со првиот човек на Босилово, Зоран Зимбаков. Секое добро.